Почитувани гледачи, добра вечер. 20 часот и 30 минути почеток на новото издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на Имнет телевизија Александар Симунов, а советник во Советот на општина Свети Николе од политичката партија Левица, како и член на президиум. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добра вечер и ви благодарам на поканата. Еве во пресред на изборите, она што е најактуелно во моментот, она што најмногу се зборува и зашто политичките партии најмногу се подготвуваат. А како течат подготовките за изборите на политичката партија Левица? Во оваа изборна кампања практично ќе учествуваме и на парламентарните и на председателските избори. Ова се први председателски избори за нас како политичка партија. Прво вакво искуство. Изминатите 2 недели беа собирани подписите за председател, кои навистина нашите активисти успеа многу брзо да ги соберат, дури и ние бевме изненадени, да кажам, од структурата на партијата и сериозноста со која таа располага. Успеавме да собереме 10.000 подписи за само 5 дена, што на почетокот дури не изгледаше како невозможна мисија, но на крајот се испостави дека имаме капацитети за многу посериозни зафати. Велите први председателски избори, што значи тоа? Значи ли дека заложбите треба да бидат поголеми, очекувањата поголеми? Генерално да. Претходно спаѓавме во групата на мали партии, но веќе тоа со овие неколку години работа е значително променето и Левица од грасрут автохтоно движење кое се развиваше, сега е партија која апсолутно учествува во секоја политичка битка и партија која што направи инфраструктура и мрежа малтене во секој крај од Македонија. Еве само за информација за гледачите, во изборна единица 3, поради тоа што гостуваме на регионална телевизија, која од овој дел би сакал да споделам дека во овој период веќе се отвараат 9 канцеларии на Левица, 6 веќе беа отворени во Берово, Пехчево, Македонска Каменица, Пробишти и Кратово. Работиме на отварање на канцелариите во Крива Паланка, Чашка и Росоман, така да буквално на секој дел од Републиката се обидуваме да ја расшириме нашата мрежа максимално. Еве ако го земеме источниот регион, какво е членството во политичката партија Левица, како младите гледаат на оваа политичка партија и дали практично се приклучуваат? Да, посебно во овој период кога политичката мобилизација на највисоко ниво, тоа се изборите, бројот на членство се зголемува. Ние бевме пријатно изненадени заради тоа што во периодот од почетокот на собирање на подписите до сега веќе имаме над 1000 нови пристапници на територијата на цела Македонија. И порано бевме брендирани како партија која исклучително ја поддржуваат младите. Денес тој бренд го задржуваме и најголем дел од младите, од пристапниците се на млади луѓе кои се приклучуваат кон Левица, но она што се забележува е дека имаме раст на поддршка кај сите слоеви, кај сите старосни граници на населението. Така да веќе не важиме само за партија на младите, веќе важиме за една посеопфатна партија. Како се одвива тоа на ниво, еве конкретно на Свети Николе? Во Свети Николе имаме навистина голема поддршка. Битките кои ги биеме во Советот навистина дадоа огромен импакт во растот на нашата партија. Како клучен проблем е и тоа што го имаме со младите, што е евидентен и секаде во државата, иселувањето. Она што морам да го кажам е дека тоа што најголем дел од младите членови кои ја поддржуваат Левица се луѓе кои што работат надвор од границите на Република Македонија и тоа само говори за тоа колку погубни политики, колку лоши политики води Републиката и за младите луѓе, но и генерално за работничката класа, затоа што сите овие луѓе кои се иселуваат генерално се вредни луѓе, интелигентни луѓе, работоспособни луѓе кои што не добиле фер можност и фер шанса да го искажат она што можат во местото каде што се родиле и каде што сакаат да живеат. Тоа е конкретно за Свети Николе, меѓутоа еве иселувањето како проблем стои на територија на цела држава. Практично проблем со кој што постојано се среќаваме и гледаме одредени начини на кои што младите еве ќе се вратат или ќе останат дома. На кој начин политичката партија Левица ќе најде решение за младите да останат или да се вратат во државата? Генерално нашата економска програма
да се разликува прилично многу од програмата која што ја нудат останатите партии. Фокусот секако е на економијата и на младите, како една од најзаборавените гранки, да кажем, или најлошо водените гранки во Републиката. Младите најмногу ќе се обидеме да ги задржиме преку младински, односно образовните политики, кои се клучни, затоа што она што мора да се истакне е дека младите луѓе не се иселуваат исклучително само заради вработување, туку добар дел од младите луѓе се иселуваат и заради образование. Тоа само покажува дека нашето образование од година во година потфрла, еве тоа зборат и овие меѓународни листи кои ги рангираат универзитетите, па покажуваат за нивните резултати, докаде имаат успеано со својата работа и навистина е трагична ситуацијата со самиот факт дека универзитетот во Љубљана се запишуваат повеќе македонски студенти отколку во некој од домашните универзитети, и тоа говори за фактот дека младите се навистина способни, дека се интелигентни, дека можат многу повеќе да постигнат, но круцијалните проблеми во нашето општество со кои би ги задржале, за жал, не се решаваат. И вториот дел е економијата, која што секој млад човек е првото прашање кое што си го поставува пред себе, што денот после образованието, што после добивањето на дипломата и каде јас да се вработам, како да конкурирам на пазарот на трудот. Евидентно е дека образованието и бизнис заедницата, односно економскиот сектор, нема доволно добра соработка и дека многу често нашите образовни институции профилираат кадри кои не се потребни на пазарот на трудот, а после тоа луѓето кои завршуваат во други насоки се принудени или да се преквалификуваат, чувствуваат степен на разочараност заради тоа што не може да го реализираат своето место. Значи тоа ќе биде еден од основните постулати кои мора да се изедначат, односно потребите на пазарот за трудот со потребите со процесот на образование кој ќе ги вади тие кадри, и следниот чекор е развивање на економијата, која што најмногу трпи заради лошата инфраструктура. Кога велам инфраструктура, мислам и на патната и на енергетската инфраструктура, која што гледаме дека економската криза и енергетската криза кои се појавија овие неколку години наназад, покажа толку негативни импликации кон македонската економија, енормна инфлација, се она што влие негативно врз младиот човек за да остане овде, и исклучително она што мора да се развие е енергетската инфраструктура, која е клучен развој, која е клучна компонента за развој на индустријата, нешто што може да ги задржи младите овде и да влие не само на нивното станување, туку и на нивната плата која утре би ја добиле како вработени во некој од овие гранки. И самите споменавте дека младите се добар потенцијал за државата, меѓутоа одат и студираат на универзитетот. Еве, го посочивте универзитетот во Љубљана. Што и нудат нашите универзитети? Колку се добри нашите универзитети кога станува збор за можностите за младите? Пред некаде 2 недели, ако не се лажам, имаше конференција Младинската организација на Левица Црвена младина, и токму образованието беше тема на која тие разговараа. И она што мене ми изненади е што во целата таа конференција учествува апсолутно само студенти, што студентите малтене при дискусиите на овие теми за кои зборува, малтене да немаше позитивна или светла точка која ја посочија во нашето образование. Значи, од руинирани студентски домови, преку факултети без лаборатории, без основни услови за работа, понатаму целата таа системот образовен некако функционира како во затворени микросредини, каде што сите чувствуваат дека одредена група студентите се фаворизирани, сите останати се во вторет. Моментално образованието е нешто што заедно, пак би повторил, со економијата, па и здравството се делот кој што мора подитно да биде реформиран, меѓутоа не сме да станува збор повторно за некакви површински реформи. Финтата е што
треба влогот овде да биде на државата многу поголем и таа да интервенира многу посериозно и порадикално при правењето на овие чекори. Иако еве имаме добар кадар на млади кои што не заминале да работат во странство откако завршиле со високо образование, има ли каде да работат во државата? Кои сектори се нудат за младите и еве каква е таа економија со која што тие практично би останале да живеат овде? За жал, она што се нуди на пазарот на трудот е премалку за да ги задржи младите. Тоа е еден навистина сериозен проблем. И втор сериозен проблем е оној систем кој со години наназад на вработување е поставен и како што кажав, едните се чувствуваат како издвоена клика некаде на врвот, сите останати се под нив и не знам како држава во која Али Ахмети ќе стане почесен доктор на науки, тогаш сваќате дека сето тоа влие дестимулирачки на било кој млад човек да се впушти максимално во образованието и да гледа некоја амбиција и цел што може да ја постигне овде. За жал, реалниот сектор кој произведува добра е на многу ниско ниво развиен во нашата држава и младите се уште не гледаат некаква можност за останување овде, со исклучок на Скопје, кој што заради целата оваа централизација централна политика која се води во Републиката, стана како еден центар кој малтене по младите градови, по младите средини ги убива. Еве, јас сум човек од Свети Никола и секојдневно гледам како купишта млади луѓе, барем оние што останаа да живеат во Свети Николе, се принудени да патуваат за работа. Најчесто тие патуваат во Скопје, еден помал дел во Штип и така натаму. Меѓутоа, малите средини, микросредините, како што се најголем дел еве во Источна Македонија, по малите градови, младите немаат регионална или локална индустрија кон која може да се приклучат, каде што би се вработили, нешто би ги задржало тамо и внатрешната миграција е генерално централизирана и се движи само во една насока, тоа е во Скопје, кој што за жал веќе го претворивме во еден бетонизиран град држава. Тоа значи дека и во Свети Никола практично нема каде да се работи. Па во принцип ја не се сеќавам да имаме направено некоја поголем индустријски зафат во Свети Николе. Значи, традиционално како земјоделски крај, земјоделството е она што го одржува Свети Николе во живот и ова морам да го кажам, кога веќе сме кај земјоделството, како клучна гранка во нашата општина е земјоделството. Малтене земјоделците се оние луѓе кои даваат најголем импакт во локалната економија, а од друга страна вие можете да видите како власта моментално заедно со опозицијата води политика на разрушување на земјоделството и ова го кажувам отворено затоа што така и го чувствувам. Малтене сите плодни површини денеска стана актуелни за поставување на фотоволтаични панели, и секојдневно се гледа како нивите кои се со најквалитетно земјиште и кои произведувале храна малтене за цела република, денес се претворени во стаклени џунгли и ова веќе стана до толку агресивна политика каде што нема разлика, не постои сончев панел во Свети Николе кој што не е поставен заеднички од советниците на ВМРО ДПМН. Така, тоа сакав да кажам, тоа се одлуки кои се донесуваат на Совет. Апсолутно, значи единствено левица е политички субјект кој застана од другата страна на оваа политика. Малтене секоја одлука за поставување на сончеви панели е донесена заеднички од советниците на ВМРО и ДПМН и СДСМ, додека од друга страна гледате дека за земјоделците малтене секоја сезона имаат проблем со наводнувањето. Тој проблем е повеќе од 20 години, вие не можете да решите еден основен проблем. И сега клучната гранка која ви носи економски развој сите овие години, вие ја запоставувате. Основниот елемент за таа да функционира, тоа е водата, вие не го обезбедувате и на крај водите политика која што го уништува трајно земјоделското земјиште, што навистина е погубно. Второто што би сакал да го кажам е тоа дека освен неколку фирми што успеа да ја преживеат криминалната транзиција, тие функционираат како така со драстично намален број на работници
меѓутоа ниту една нова фирма поголема не е отворена и во главно семејствата преживуваат со микробизниси, во микрозаедници или со дневна или месечна емиграција, а од миграцијата преку граница најпопуларни дестинации се пред се Италија и Германија. Во Италија најчесто луѓето се иселуваат сезонски, а додека во Германија веќе се почесто гледаме млади луѓе кои со своите семејства заминуваат таму и не се враќаат. И ако еве на страна го оставиме образованието и економијата, како според вас се движи здравството во државата? Уште еден проблем кој што постојано го слушаме, на кој што постојано се дискутира и еве се посочуваат недостатоци во овој домен. Ова веројатно е една од најболните теми во државата, малтене да не постои човек во државата кој не се сретнал со проблеми во здравствените институции. Вие не можете да добиете базична здравствена услуга, вас правото на живот ви е загрозено, кое е уставно гарантирано, а вашето здравје од било каква компликација секојдневно читаме како некој завршил погубно, а за потешките случаи ние собираме пари со донации за лекување во странство, што е навистина трагично. Изгора на се појави оној скандал со онкологија, заради кој Левица неколку седмици беше на улица, каде што дознавме дека наместо цитостатици пациентите добиваат вода. Здравството е тотално руинирано, пука по сите шавови и е нефункционално. Левица има неколку работи кои подитно планира да ги промени, а тоа е првата работа што мораме да ја разбереме, што нашата власт се обидува да ни ја укаже дека здравството е скапо и ние не можеме да одвоиме за здравство. Не, Левица се спротивставува на тоа, ние сметаме дека републиката и државата имаат доволно средства, но средствата со кои располагаме многу лошо се распределени. Наместо ние да влагаме во НАТО, наместо ние да влагаме во некакви иновативни фондови кои се претворија во приватни бизнис елити кои што се блиски на власта и кои што профитираат, ние влагаме цело време во погрешна насока, а не влагаме во она што е суштинско. Втората работа која ја предвидува Левица, веќе открием еден мал дел од програмата, е тоа дека државата за сите здравствени услуги кои не може да ги обезбеди на своите пациенти и мора да бидат тие лекувани во странство, е дека државата ќе биде таа која што ќе ги покрива овие здравствени услуги, каде што целосната бирократија ќе биде веќе исклучена, за веќе да престане оној момент каде што ќе гледаме секојдневно на социјалните мрежи како се бара за некој донација, како се бара за некој лек кој што државата не може да го обезбеди. Државата е должна да обезбеди здравствена услуга и ако таа во одреден момент заради спецификите на одредена болест тоа не може да го обезбеди, тогаш таа е должна да го покрие целиот трошок и целото лекување во странство, затоа што правото на живот, правото на здравје се уставно гарантирани и ние сме социјална држава по устав која ова мора да го обезбеди. Споменавте и незадоволство од инфраструктурата. Ако се задржиме на инфраструктурата, односно еве патишта, детски игралишта во истокот, односно Свети Николе, Штип, Кочани, па се до Берово, Делчево и Бекчево, како од овој сегмент сте задоволни, што треба тука да се промени за практично да се подобри целокупната слика во истокот? Ако погледнете како се движат инфраструктурните проекти, ќе забележите дека еве ова што беше со Бехтел и Енка, дека имаме тотално неравномерен развој регионален и каде што гледаме дека веќе милиарди се влагаат за развој на инфраструктурата во еден крај од државата, додека другиот крај во државата е малтене целосно запоставен. Баш поради овие активности кои се следат пред изборието, малтене ги посетив сите градови во Источна Македонија и таму е навистина евидентно дека патната инфраструктура е на тотално катастрофално ниво. Ама слушаме во претходниот период дека еве рекордно се вложува во истокот, во изградба на експресни патишта, регионални патишта, патишта кои го поврзуваат истокот со Скопје и така натаму.
Па генерално да, има некој влог кој може да се забележи, но ако погледнете дека ние имаме држава од 30 и неколку години која функционира како независна, а имаме влог од 50 на километри автопат во истокот, ќе сватите дека за сите тие бројки стои само политичка шминка која прави голема слика. Еве ќе го спојам ова, го спомнавте здравството пред малку, ќе го спојам ова со здравството. Замислете пациент од Македонска Каменица или од Делчево кој треба да стигне на лекување во Скопје со hitна медицинска помош. По тој пат вие невозможно е да стигнете во времето кое е потребно во Скопје, малтене локалните болници кои што се во Кочани и во Штип не може да го обезбедат тоа. Ме разбирате? Така да се гледа еве дека има некој минимален чекор напред во тоа, но ако погледнете колкави се потребите, што е направено, ќе сватите дека тоа е малтене капка во морето. Што треба да се направи, на што ќе се ориентира левица? Што се однесува до инфраструктурата, генерално не сум експерт од оваа област за да можам подлабоко да елаборирам на оваа тема, но она што го знам од левица во својата внатрешна структура има сектор сообраќај кој што исклучително се занимава со ова прашање и според тоа што знам како тие ги решаваат проблемите, тоест за програмата кога ја правеа, има ставено зони на приоритети. И согласно приоритетните зони се прават одредени државни буџети кои би требало да придонесат за тоа да се развие. Ние можеме да забележиме дека главните артерии на државата се руинирани, но многу често забораваме дека помеѓу две села во истокот кои се на само 2 или 3 километри помеѓу себе, луѓето повеќе од 30 години газат во кала и не можат да отидат од едно село во друго. Ме разбирате? Затоа мора да се направи некој систем на приоритизација за да се разрешаваат проблемите етапно, еден по еден. Затоа што, еве да кажам како левица, и утре да дојде на власт, каде што ќе има апсолутна моќ, сето ова мора да биде приоритизирано и да се врши етапно, заради тоа што она што било руинирано 30 години практично е невозможно да го реставрирате за, не знам, за 6 месеци, за една година или слично. И еве доста проблеми кои што се посочуваат во државата, меѓутоа и решенија кои што се бараат на улица. Во изминатиот период постојано ги гледаме пензионерите, граѓаните, работниците, студентите на протести на кои што ги бараат своите права, правата кои што како што велат ги заслужуваат, а ги немаат. Како левица гледа на протестите, односно на можноста правата практично да се бараат на улица? Даваат ли резултат овие протести? Вака, левица малтене е политичка партија која е плод на протести, плод на борба на улица и плод на вонинституционална борба. Сето ова ние го имаме правено уште пред да станеме политички субјект, уште од време на кога бевме работничка организација како Ленка, и тогаш научивме малтене едни од најтешките политички лекции, тоа дека без институционална моќ не можеш да решиш проблем, и тоа е фактичка состојба. Кај нас, колку немате институционална моќ и не влијаете директно на работата на институциите, работите поминуваат глатко. Тоа го покаже и работата на собранието. Вие ако погледнете пред 4 години како функционираше собранието, каде што глатко имавте дневна политичка дебата која останува на некое површно ниво и сите работи течат додека некој збори за проблемите. Денеска имате во собрание луѓе кои при секоја неправда се спремни да застанат на браникот на народниот интерес и да застапуваат одлуки кои што ги таргетираат луѓето од најранливите категории. Веќе потсетам за лицата со инвалидитет, имено беше организиран протест од лицата со инвалидитет пред собранието на Република Македонија. Тогаш од нивна страна беа повикани пратениците, јас лично бев на тој протест, затоа го кажам ова како пример. После повикувањето на пратениците, веднаш од наша страна, нашите пратеници излегува и се приклучија на протестирачите. Веднаш после тоа, истите беа примени во собрание.
неколку часа по разговорот во собранието, од страна на левица беше поднесен закон именно онаков како што им беше потребен на лицата со инвалидитет. Истото тоа го направија, сега ќе кажам, кога видеа постапката на левица и како таа функционира, имаше ефекти кај СДСМ и кај ДПМН. И од нивна страна беа поканети лицата со инвалидитет да ги воочат проблемите. Тоа се случи, но за жал од овие две политички партии не ги поддржаа законските измени кои што беа предложени. Она што сакам да го кажам е дека неминовно е потребен баланс. Протестите прават притисок, со протестите на политичарите им дишете зад врат, со протестите тие чувствуваат опасност по нивните фотелји. Но без внатрешно функционирање, без внатрешно реагирање, практично е невозможно и протестите ќе останат незабележани. И сега ова е моментот кој што левица сака максимално да го искористи, тоа е да бидеме нашите активисти при секоја неправда да бидат на улиците и на протестите, како што тоа го правеа во секој случај до сега, додека нашите парламентарци внатре во собранието ќе влезат во една борба, доколку е потребна и агресивна, ќе биде и агресивна и немаме од што да се плашиме, заради тоа што ја чувствуваме поддршката и заради тоа што гледаме дека конечно некој во собранието ги артикулира проблемите на обичниот човек, на обичниот граѓанин, на работникот, на обесправените. Ќе бидете ли на листата за пратеници во изборна единица 3? Да, веќе листите се во завршна фаза. Мислам дека во понеделник официјално ќе бидат објавени. Се вршат последните разговори и последните консултации со нашето членство како ќе изгледаат листите. Во изборната единица број 3 јас ќе бидам втор на листата. Носител ќе биде пратеникот Борислав Крмов. Веќе работиме на инфраструктурата внатрешна во изборна единица број 3. Она што можам да го кажам е дека изборна единица број 3 дури ја чувствувам како една од изборните единици која станува носител на левица. Веќе имаме вкупно повеќе од 20 канцелари, 20 локални ограници само во ова изборна единица. И она што сакам да го кажам е дека еве при отварањето на новите ограници, новите канцелари, видна е храброста кај луѓето. Вие одите во мали места како Пехчево, како Пробишти, како Кратово, ме разбирате, каде што луѓето многу лесно чувствуваат политички притисок и таму се во мали средини, каде што секој со секого се знае, каде што може на луѓето да им се види, да им се врши притисок. И она што гледаме дека се повеќе луѓе се охрабруваат, не само да застанат на страната на левица, ако претходно тоа беше малку премолчно, малку потајно, веќе гледаме дека таму се формира новата авангарда. Малтене во секој градче веќе е формирана авангардата која е спремна да одолее и на секој политички притисок, и на секоја уцена, и да го одбие секој подкуп, и да застане од другата страна на политиката која водат СДСМ и ДПМН. Чувствуваме огромна поддршка во истокот, тоа е неминовно, и оно што навистина ме радува е што најголем дел од активистите и поддржувачите се млади луѓе. Што очекувате од изборите, каков исход? Целиме како партија на двоцифрен број на пратеници, ги следам анкетите кои што се појавуваат во јавноста. Дел од нив на вистина изгледаат смешно, ова морам да го кажам, затоа што гледам постојано намалување на рейтингот на левица кој што го прават нашите политички противници и генерално анкетите служат за креирање мислење наместо за мерење на перцепција. Као класичен пример ќе ги спомнам анкетите кои што беа за локалните избори. Ќе ги кажам примерите со Ѓорче и со Аеродром. Например, на левица рейтингот во Ѓорче беше мерен на 4,5%, на локалните избори левица освои 16%. Тоа збори дека грешката во анкетирањето не е плюс-минус, туку е неколку кратна. За тоа малте не имате грешка од 400%. Еве, поради тоа што снимаме во Штип, ќе го кажам и случајот во Штип. Во Штип беше предвидувано рейтинг на левица од 2,5%, на
Локалните избори, рейтингот на левицата, односно освоените гласови беа за 9%, што значи за 5% повеќе, за 500% повеќе од тоа што ни го дава. Така да сега гледам дека не движат околу 6-7%, така да во најмала рака како партија чувствувам дека барем дупло имаме поголем рейтинг во овој момент. Искрено во дел од изборните единици, во најголем дел од изборните единици ќе одиме, кажано во фудбалски жаргон, на хет-трик, ќе се бориме за трети пратеник без исклучок, со тоа што можеби во шеска ќе биде потешко да освоиме втор пратеник, но затоа шансите во единица да се бориме и за четврти пратеник навистина е голема, така да очекувам бројката да биде двоцифрено, а нема да ми изненади дека доколку се случи за мала разлика да освојуваме пратеници, дека ќе успееме да освоиме 12 до 15 пратеници. Ке се врати ли името? Тоа е едно од прашањата кои што најмногу го засега македонскиот народ, затоа што како нација се чувствуваме навистина понижени, погазени, невреднувани и малтене скршене националниот дух целосно. Левица една од своите и програмски и платформски заложби пред себе ги има поставено враќањето на името, тоа ќе биде и во фокусот на кампањата на нашиот председателски кандидат и постојано ги гледаме овие наративи кои ги наметнуваат нашите политички противници како ние не можеме да го вратиме името, како тоа е завршен процес, како се не, далеку сме ние од тоа, заради тоа што промената на името се случи во резултат на еден билатерален договор кој се раскинува со само една протестна нота и сето тоа може да биде многу поедноставно. Генерално нас ни треба сега генерација да создадеме која е спремна да го избоксува овој процес, затоа што кога ќе влеземе во еден таков процес, навистина ќе ни требаат политички сили, но јас сум уверен дека како политички субјект со зголемена моќ ова ќе може да го издействува, доколку не на краток рок, на среден рок сигурно. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време, останата на програмата на Имнет телевизија. Довидување.